во новото издание на DigiPlus. На самиот старт ќе се осврнеме на новитетите во Google, за новите AI додатоци на Google Maps и Earth. Уште една голема новина пристигнува од Марк Цукерберг, основачот на Мета, и тоа најави вештачка интелигенција која создава видеа и звук. Кина го собори светскиот рекорд во светносно шоу со беспилотни летала. Ве водиме и на настанот на тейбл играта Warhammer 40,000, а исто така ќе се запознаеме и со младиот геймер Димитар. Време е за нова епизода на Дигитални вести. Добро додовте во новото издание на DigiPlus. И оваа недела ќе ви ги откриеме сите дигитални новитети и иновации, а ќе ве носиме и на геймерски настан. Удобно сместете се и веднаш да стартуваме. На самиот старт ќе се осврнеме на новитетите во Google. Од компанијата се пофалија со новите AI додатоци за Google Maps и Earth, кои ги прават овие апликации неверојатни и корисни за корисниците. Google неодамна објави некои револуционерни ажурирања за Google Maps и Earth, со кои ги подобри овие платформи на ново ниво. Сега со вклучување на напредна вештачка интелигенција, алатките добиваат нова функционалност која досега не беше можна. Ова ажурирање носи подобри визуелни прикажувања, корисни алатки и неверојатна временска машина, што ќе биде посебно важна за истражување, урбанистичко планирање и виртуелни експедиции. Една од најимпресивните новитети е функцијата временска машина, која им овозможува на корисниците да патуваат назад низ времето со историски слики што се простираат до 80 години наназад. Во одбрани градови како Берлин, Лондон, Париз и Варшава има слики дури и од 1930-тите години кои што се достапни. Ова значи дека корисниците можат да видат како изгледале нивните населби, градови или познати знаменитости пред десетлетија. Например, може да следите трансформацијата на брегот на Сан Франциско од старо пристаниште до модерна туристичка дестинација. Оваа можност има практични причини, особено за истражувачи, урбанисти и еколози, кои сега може да следат еволуцијата на урбаните пейзажи, инфраструктура и еколошките фактори со текот на времето. Функцијата временска машина не се однесува само на неколку градови. Google Earth исто така обезбедува пристап до историски слики од илјадници локации ширум светот. Корисниците можат да сведочат за тоа како околините се менувале под влијание на човечката активност, природни катастрофи или климатски промени. Пример за ова е калифорниското езеро Оровил, каде корисниците можат да ги видат влијанието на долгорочните суши врз водните нивоа, во споредба со понови слики по обилните врнежи. Покрај временската машина, воведена е уште една импресивна алатка наречена Time-Lapse. Оваа алатка користи милиони сателитски слики за визуелно да го прикаже развојот на пейзажите со текот на годините. Од урбана експанзија до сечење шуми и ерозија на бреговите. Time-Lapse нуди детален преглед на промените што го обликувале нашиот свет. Ова ажурирање исто така го подобрува приказот на сегашноста со Cloud Score и AI технологија, која ги подобрува сателитските слики во реално време. AI отстранува пречки како облаци, магла и сенки, овозможувајќи почисти и појасни слики на земјата, што го прави истражувањето поефикасно. Покрај ова, Google ја прошири својата услуга Street View, додавајќи нови слики од скоро 80 нови земји. Ова овозможува корисниците да истражуваат нови дестинации и пейзажи кои претходно не беа достапни. Со генеративниот AI интегриран во Google Maps, корисниците може да добиваат паметни препораки базирани на буџет, локација и временски услови. Ова функционалност ја прави секојдневната употреба на апликацијата многу поефикасна, овозможувајќи персонализирани предлози за ресторани, атракции и други места. Овие ажурирања на Google Maps и Earth представува значајно напредување за истражувачи, урбанисти и еколози, обезбедувајќи им детални податоци за долгогодишните промени во пейзажите и околините. Со овие AI подкрепени алатки, Google создава непроценливи ресурси за планирање, истражување и секојдневно користење. Уште една голема иновација ви представуваме во следното видео.
Неодамна Марк Цукерберг, основач на Мета, откри неверојатна вештачка интелигенција која создава видеа со звук. MovieGen изгледа како револуционерна алатка која може да го трансформира пейзажот на создавање содржина преку вештачка интелигенција. Неговата способност да интегрира и видео и аудио генерација со таква прецизност и координација е импресивна. Особено ако се земе предвид неговата сложена архитектура со одделни модели за визуелни и аудио задачи. Со тоа што се справува со видео уредување, синтеза и персонализација во една алатка, може драстично да го намали времето за продукција и да отвори нови креативни можности низ индустрии, како филмска продукција, рекламирање и игри. Користењето на flow matching и временски автокодери за ефикасно, висококвалитетно создавање видео, додека се балансираат потребите за компјутерската мокност, е особено значајно. Иако фрейм рейтот е малку понизок од стандардите за филм, компромисот дозволува побрза продукција и е повеќе од доволен за повремени креатори. Овој баланс меѓу квалитет и ефикасност ја позиционира MovieGen како силен конкурент на постоечките алатки од OpenAI и други. Сепак, како и со секоја содржина генерирана на преку вештачка интелигенција, постојат етички размислувања, особено околу потенцијалната злоупотреба во области како дезинформација. Внимателниот пристап на Мета да ја ограничи достапноста и да соработува со професионалци од индустријата може да помогне во ублажувањето на некои од овие загрижености, но како што технологијата напредува, ќе биде од суштинско значење внимателно да се управуваат овие предизвици. Севкупно MovieGen се чини дека е подготвен да направи значително влијание и како што се развива може да го демократизира пристапот до висококвалитетното создавање медиумски содржини, овозможувајќи им на креаторите нови можности кои само сега почнуваме да ги замислуваме. Неверојатно нема што, а исто толку неверојатно и она што може да го видат на небото кинезите. 10.197 беспилотни летала го соборија светскиот рекорд на светското шоу светлосно шоу во Кина. А како тоа изгледаше, гледаме заедно сега. На 26 септември небото во заливот Шенжен беше осветлено со спектакуларно светлосно шоу со дронови, означувајќи го почетокот на прославувањето на националниот ден. Светлосното шоу беше возможено од 10.197 дронови, со што беа соборени два светски рекорди. Рекорд за најмногу беспилотни летала во воздухот, управувани од еден компјутер, и најголемата воздушна слика создадена од дронови. Синхронизираниот рај од беспилотни летала формираше сложени образци кои ги воодушевија гледачите. Врвот на шоуто беше сцената Sky City, каде што илјадници дронови се движеа во прецизна координација за да создадат волшебен воздушен спектакал. Исто така, изложбата вклучи елементи од културно наследство на Шенжен, комбинирајќи ја иновацијата со традицијата. Беа прикажани културните знаменитости на градот, заедно со сцените инспирирани од боречките вештини на Винг Чун, кои ја представуваат богатата историја на градот. Оваа извонена изложба беше само почеток на еднонеделната прослава во Шенжен. 7 последователни дена, над 10.000 дронови го осветлуваа небото низ 5 области во градот. Овој спој на уметност и технологија го покажа лидерството на Кина во поместувањето на границите во забавата и визуелната технологија. Сега е вистинско време да погледнеме како помина настанот за тейбл играта Warhammer 40,000, кој што се случи на 5 октомври во Anchorage Discovery во Ramstor Mall. Голем број геймери беа дел од панел дискусијата и геймањето на оваа игра, а детали имаме во продолжение. Здраво, поздрав до сите гледачи на Digi+. Јас сум Ненад Милосадевик и тука се наоѓаме во Anchorage Discovery во Ramstor Mall. Тука сме за настан кој што го организира Anchorage во соработка со Genesis, Воен Чекич, Indium Play, Дебели Гикови и други за играта Space Marine 2, која што еве ќе видите позади мене. Ние од Воен Чекич за брзо време ќе одржиме панел дискусија во врска со светот на Warhammer, што е уствари Warhammer, што значи Tabletop Wargame, каде се почетоците на Warhammer и како сме стигнале до еве
оваа годинашна игра Space Marine 2. Ние од Воен Чекич сме прилично големо комјунити, би кажал. Веќе броиме 100 души, можам да кажам. Тоа е, можам да кажам, брзо растечка комјунити која што допред неколку години многу помалку луѓе беа во ова комјунити. Некако последниве година дена многу пораснавме. Многу сме активни, се дружиме, играме тейблтопот, имаме и разноразни дискусии за не само за Warhammer, туку и за генерално и за други интереси кои што не интересираат. Од комикс до игри до и филозофски, да кажеме, работи, за све се дискутира. Денешната панел дискусија, како што кажав, ќе збориме за светот, каде се почетоците и малце ќе проборичкаме, да кажам, и за историјата на тейблтоп wargaming, од каде почнало, уште од кога одамна има таков тип на игри. И нормално ќе спомнеме за играта, за уствари што е играта и како све дошло до тоа. Постепено дискусијата има едно кратко Q&A со лидерот од Indium Play, кој што има правено гейм тестинг на Space Marine 2 играта. Одма после нив ќе имаме мал giveaway, ќе даваме мал giveaway од неколку производи од Goblin Games и Ankoch. И одма после тоа ќе имаме тука во просториите каде што се наоѓам јас, ќе може да играте заедно со Орос ТВ. Кој сака да седне, они двајца се тука седнати, на третиот компјутер или конзола може кој сака да им се придружи, да седнат, да играат, да се дружат, да видат каква е играта во просториите на Ankoch Discovery. И одма после тоа имаме прикажување на како е уствари оригиналната Warhammer тейблтоп игра. Како изгледа, како се игра. Јас ќе објаснувам како иде целата постапка, како идат фазите на играта, што уствари се дешава и како уствари се игра. И одма после тоа ќе имаме кратко прикажување на YouTube на еден филм кој што е направен од фан, се вика Ultramarine филм, кој што е уствари направен, како што кажав, од фан, значи fan-made, но е поддржан од Games Workshop, која што е фирмата на Warhammer. Но овде не завршува све, имаме уште многу планови, а за нив ќе се видиме наскоро. Јас сум Хамет Ариф, го представувам Indium Play, QA Elite во Indium Play сум. Ние работиме како провайдери на QA Services за големите компании, тестирање на играта и обезбедување на квалитетни услуги. Последната игра што се издаде и што донесе голем успех е Space Marine, што се разви од страна на Saber Interactive и Focus Entertainment. Во оваа игра се раскажува универзумот на Warhammer 40K, универзум што е fictional и е многу популарен. Моментално Game Workshop го држи овој универзум и го развива со многу долго. Тестирањето што го извршувавме во нашата компанија Indium Play беше поврзано со функционалноста на целата игра. Во последните години на EPOL сите функции што излегува во оваа игра беа тестирани од наша страна, од страна на Focus Entertainment и Saber Interactive. Оваа колаборација донесе на успешен релиз на оваа игра во PlayStation, во Xbox и во Steam. На релиз дейтот имавме само 2 милиони продавања целокупно и секој ден се продава уште повеќе оваа игра. Ја препорачам на сите да зирнат играва и да уживаат на овој универзум. Секоја чест за организацијата, момци, се гледаме на следниот ваков настан. А во продолжение имаме нов пријател, геймер, кој што се разбира се пријави за учество во нашата рубрика. Се запознаваме со Димитар веднаш по кусата пауза со реклами. Бидете така. Добро дојдовте назад во DigiPlus. Пред да продолжиме со нашата рубрика за сите геймери кои што не следат на Game on TV, да ве подсетиме дека и денеска Ankoch на нашите гледачи ви подготви нови попусти преку нивниот дигитален купон кој што ќе го добиете доколку го скенирате QR кодот кој што ќе се појави на вашиот екран.
Па скенирайте и дознете што е на попуст за вас. А сега да се запознаеме со геймерот Димитар, кој оваа недела ни е раскажува својата геймерска приказна, а бидејќи го избравме за денешната емисија, добива и геймерски подарок од Анхоџ. Па да погледнеме кој е неговиот избор. Поздрав на сите дами и господа, се надевам дека сте одлични овој убав сончев ден. Денеска ви го представувам моето ново видео во кое темата е Minecraft. Но имам и уште една игрица која ми остави впечаток од моето детство. Јас сум Димитар, можете да ме видите на YouTube како Bruno75. Јас сум 15 години и умеам да играм игрици, кои исто така се наречени Arcade Games. Исто така многу им се заблагодарувам на Digiplus што ме поканија во оваа прекрасна епизода. Бев се уште мал, кога другар ми ја симна и ме покани на посета кај него. Бев предизвикан од сам себе да ја симнам и да ја играм. Тој период ми беше многу интересно да ја играме, што игравме по 6 сати на ден. Но времето како си течеше, станавме тинејџери и ни стана малку досадно. Но пак јас од време на време продолжувам. Сум играл на многу разни сервери, но впечаток ми остави мини играта Bed Wars. Додека траеше COVID, јас си купив нов глушец Bloody ADVS. Тој период почнав да се снимам на YouTube. Прво име ми беше God PvP. Тој канал го избришав за кратко. После си направив нов кој се викаше Pika Loco Gamer, но не ми делуваш. Мислев да го сменам, но се предомислував. Потоа ми текна на мојот глушец, зборот Now и тежината на глушец. Тоа би било Blueno 75. Одма го сменив на сите платформи. Тоа беше како нов почеток за мене. Јас Minecraft ја засакав поради тоа што е sandbox и дека го има најдобриот систем на сервери. Исто така дава многу слобода. Има разни модови, шейдери, мапи кои се направени од самата заедница. Ова би било од Minecraft да преминеме на мојата следна игрица. Од секогаш сум сакал да играм видеоигри. Едни од игрите на Valve е Half-Life 1 и Half-Life 2. Двете игри сум ги играл, но ми остави мемории игрицата Half-Life 2. Толку е добро направена, што уште личи како да е нова. Играта е стара скоро 25 години. Во неиза се збори за Гордон Фриман кој е заробен во свет со чудовишта од планетата Зен. Тој е управуван од G-Man кој му дава наредби што мора да ги изврши. На некој начин Фримен работи за него. Нешто интересно е дека G-Man имал прилика да дојде на планетата Земја и да бара работници кои ќе работат за него. Се надеваме дека Valve ќе направи и Half-Life 2. Епизода 3. За крај имам да ви покажам еден пример од мене како играм. You a sunset view. I'm thinking so you're gonna want to. Be your hands and walk with me. I'm the rebel when I need one too. I will make you a sunset view. Голем поздрав Димитар, ти благодариме за одвоеното време, затоа што го направи ова видео и го сподели со нашите гледачи. А доколку и вие сте геймер и вие сакате да споделите нешто со нашите гледачи во Digiplus, можете да ни се обратите преку социјалните мрежи, напишете ни порака, ќе се договориме и организираме како тоа можете да го направите и се разбира, ќе ве видиме во некој од следните изданија. Ова беше се за ова издание, ако нешто пропуштивте, имате на социјалните мрежи во целост цела емисија на YouTube DigiTV MK, а сите новитети можете да ги прочитате и видите на нашиот сајт DigiTV MK. До следната недела голем поздрав и бидете со Телма во недела во 13. Чао!